Ходочасникот Джислав Леджановски од Полска тргна пеш до Ерусалим, но до светиот град него патот го водеше и низ Штип. 56 dni ja już idę. Тргнав од мојот роден град Устка пред 66 дена. Јас сум ходочасник и ова е моето второ вакво патување. Првиот пат бев со велосипед. Планирам пеш да стигнам до Атина, а оттаму со авион до Тел Авив. Знам дека таму е воена состојба, но верувам дека ќе стигнам до Ерусалим. Која е причината Джеслав да се реши на ваков потфат? Bo Jerozolima to jest święte miejsce. Моето патување до Ерусалим кажува дека сум православен христијанин и силно сум посветен на својата вера. Со мојот аджилак до Ерусалим сакам прво на себе, но и на другите да покажам дека силно сум посветен на милоста Божја. Нашиот соговорник со детали за досегашниот изминат пат. Wczoraj spałem święty Вчера преспарав во црквата во Свети Николе. Вака практикувам каде ќе ме стигне ноќта. Понекогаш тропнувам на врата на граѓаните. До сега не сум бил одбиен. Храна купувам, но и ако ми дадат оному каде ќе преноќам. До сега немав никакви проблеми. Луѓето секогаш се љубезни и хумани кон мене. За полскиот ходочасник, македонците се љубезни и пред се хумани луѓе. Едни од најдобрите со кои се сретнал до сега. Mężczyzn większość. Македонците се крајно љубезни и добри кон мене. Веднаш ми излегоа во пресред, овозможија да преспијам, ми дадоа храна и вода и многу сум задоволен од нив. To trzeba szybko zapomnieć. 70-годишниот Леджановски одлучно го продолжи патот кон најголемото христијанско светилиште и градот кој е верска престолнина на стотици милиони.